Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Сета благодарност му припаѓа на Аллах Джелешануху. Од него помош и опрос бараме и од него нашите души бараме заштита. Сведочам дека нема друг вистински Бог освен Аллах и сведочам дека Мухамед е негов роб и негов пратеник. Ние денеска вечерва, значи рековме дека ќе се одржи тема демони и ангели. Се надевам иншалла дека има и на Палток, значи имам ја линк ако сакате. Може тие таму да се вклучите. Прашањата ваши исто така може да идат, значи кој сака може прашањата да се ги постави, значи тоа е на линкот, значи кој што ќе ви го ставиме сега. Значи едниот е преку Палток, а другиот може да оди директно на лайв стрим. Сепак, значи зависно од вас како имате брзина, со која брзина располагате, така и најдобро и да се снајдете. Значи да на тоа предвидека овде ќе имаме вечерва, значи специјален гостен. Не одиме со тефсирот како што бевме до сега регуларно, туку темата е поставена, значи побарање на некои, да кажем, личности кои што побараат да малце повеќе информации да се информираат. Секако поради тоа ќе гледаме да бидеме иншалла бидниле, значи и постручни, во смисол да најдеме некој кој што е стручен за оваа тема, некој кој што учествувал повеќе во овие во практичните работи, а не само теорија. Ќе користам две, значи книги, три односно, кои што ќе ви читам од нив, а всушност и добри се, значи вие да си ги најдете, да си ги набавите, да си ги користите понатака за вас, ќе ви треба зашто се полни секако со заштитни доби со тие работи. Значи едната книга е автор на книгата е Мухамед Абдулазиз, професор доктор, превод Енес Чавушевич, насловот Превентивна заштита и лечење со Куранот и Сунетот. Веќе порано имавме од Абдуселам Бали, значи заштита урака и джина, таа сме и поминале, значи тие што биле присатни, значи и слушнале малце повеќе околу ова. Значи не ни е целта да со ова, значи нешто ново простудираме, али некои основни работи, значи некои основни разлики кои што секој од нас треба да ги знае, да ги нормално се среќа во животот, сигурно што од своје најрано детство, па понатака, значи овие работи се нели врзани покрај видливиот свет, ние што го гледаме, така има и невидлив свет. Но тој невидлив свет знае да биде и видлив, тоа ќе го објасниме малце подоцна, значи со исчитувањето на овие работи. Се надевам дека ќе има прашања и конструктивна, значи една да кажем, малце интердиалог да се води помеѓу нас и вас, значи не да кажем расправа, колку да биде тоа, значи еден диалог помеѓу мене и односно нас и вас, значи пошто јас нема да бидам сам, подоцна ќе очекувам вклучување во што еден брат кој што ќе дојде. Прашањата може да ги поставите на самиот линк кај што е, јас ќе ги видам, иншалла овде се надевам дека ќе ги видам, ако не ќе ме известа тука Алија, он е модератор, значи нега да го земеме за модератор. Можете и на Skype кој ме има, кој ме нема, значи да. Јас тука ќе пратам, сигурно и читаш и ти, Алија, добре. Значи темата е малце и не се води според таа една книга, има ангели и демони, значи таа полна со неверство и така работи. Овде збориме за едно од темелите верувањата кои што секој верник муслиман треба да ги има, а тоа е верувањето во невидливиот свет. Верувањето во невидливиот свет, тоа значи еден од постулатите, знаете дека верувате во Аллах, во пратениците, во книгите, во ангелите, во она што не се гледа, значи невидливото, кој што е во сура Ал-Бекара, нели, одма почнува аетот. Далекил китабу ла райба фиҳи ҳудан лилмуттақин.
книга која што нема сомнеш, и нели подоцна и одма оди оние кои што веруваат во невидливото. Гајби, значи гајб е невидливото и представува Аллах, џините, мелеците, се оно што ние не го гледаме, а треба да го веруваме, иако не го гледаме. Као што не го гледаме ни струјата, а сепак таа постои, нели воздухот не го гледаме, тој постои. Така и постојат и невидливи суштества битија кои што може да влијаат врз нашиот живот. Едните се добри, другите се лоши. По дефолт, за разлика од христијанството, кај што демоните, значи знаеме тие се лошите, тие битија, зли духови или како ги викаат, нели, тие што ги напаѓаат луѓето, но не сите демони се лоши. Значи ова треба да објасниме, има демон, у тој смисол кажано зли дух или дух, има духови кои што се добри. Кои се добри, тоа нема да навлегуваме, ќе кажеме само дека се верници, муслимани, а други има кои што можат луѓето да ги напасуваат. Значи јас имав веќе спомна, еве, тој братот реагира, значи он е тука присутен, иншалла. Значи имаме дека само јас скриптата ќе прочитам кои се дефинициите. Значи имаме дефиниција на џин. Дефиниција на џин, џин е значи дух или џин е изведеница од арапскиот збор иджинан, што значи иститар, сокриеност. Значи сокриеност или нешто се прекрие. Џините на овој свет се прекриени, незамисливи за човечкиот, значи не може да го видиме со човечкиот поглед и затоа се наречени со тоа име. Значи кога ќе кажеш прекриена е со ног, значи тоа е сокриен. Се што е во утроба на мајката се вика џенин, значи што нешто што е сокриено, бидејќи во утроба на својата мајка. Терминолошки, значи знаеме дека Аллах ги создал покрај луѓето и џините. Имаме хадис кој што ќе ви го кажем, едно предание од Аллахов пратеник саллаллаху алейхи кој што вика ангелите, мелеците се создадени од светлина, џините се создадени од пламен на огин, пламенот на огинот, а Адем е создаден од она веќе што е опишано. Значи викаме дека е екстракт од глина или од иловача, како е на босански. Исто така викаме дека прво биле создадени, значи според Куранот, прво џините, а подоцна човекот. Значи ние го создадевме Адем од иловач, од глина, од блато устајано, а уште предходно ги создадевме џиновите од огин вжарен. Ел-Хиџр 26 ајет. Во Куранот се спомнати некои својства, односно врсти на џини. Еден од ние е ифрит, знаете, кој ќе кажете лут како ифрит. И тука имаме, значи, исто е различни врсти на џини, значи кој што е потоа марид пркосник, кој што е спомнато е Сафат, 7 ајет, или мурид, некој што вика. Имаме, освен џини, имаме шејтани. Значи, овде дефиниција на шејтани. Значи, после јазичката одиме и терминолошка дефиниција, одиме дефиниција на шејтанот. Шејтанот, значи, е термин што при употреба се мисли на иблис, лјанетуллахи алейхи, нека Аллах проклетство на него, и на неговите потомци и помагачи. Значи, тоа може да биде и од врста на џините, невидливите, и врста на луѓето. Значи, шејтанот е име на Аллаховиот непријател, иблис, Сотона или Луцифер, што го викаат, и тоа упатува на бунтовништво кое што произлегува од оддалеченост на секое добро. Исто така има значење да изгори. Значи се употреба за секој бунтовник кој што против Аллах станал, значи дали е човек, џин или шејтан, а шејтанот го дефинирале како не би се мешале само со поимот џин, бидејќи шејтанот, како што ни укажува ајетот и хадисите, всушност, значи ѓаволот, шејтанот, нели го викаат христијанство, тој е неверник и џин бунтовник. Значи тој не е верник, значи од неверниците џини доаѓа шејтан и постојат, сега нема да навлегуваме у ситници дали е шејтанот предах на џините или еден од нив и така, нема да навлегуваме, но знаеме дека Иблис е од џините. Иблис е од џините. Тоа е поточното мислење. Сега верниците каков став треба да имаат према нив? Значи да верува во невидливиот свет, без никаква сомнеш, и тоа сме обврзителни. Начин на заштита, тоа братот подоцна, само ќе кажеме дека
многу места Аллах во Куранот не упозорува, не укажува на искуството кое што е големо нели на ѓаволот, на шејтанот, и трудот кој што он го прави да не заведе. И Аллах не упозорува, вика немој никако да ве заведе шејтанот, како што родителите ваши нели Адем и Хава ги заведе. Шејтанот ви е непријател, па така и го сметајте, значи сметајте го непријател, а оној кој ќе го земе шејтанот за заштитник, ќе го прифати, а не Аллах, навистина ќе пропадне. Значи, нам не е должност да го негираме шејтанот и да му објавиме непријателство, како што тој ни објавил непријателство и тој нема да престане. Значи, немојте да мислите како вие, јас ќе го оставам шејтанот рад, он не те остава рад, значи, он тоа ќе се труди и секој момент ти објавена војна, нели, кој ќе застанеш у намаз, ти фактички стоиш у молитва, значи, у еден ред во борба против шејтан, против страстите, против неговото, значи не одврат од намазот. Дело највише што го мрази шејтанот, знаеме дека тоа е сежда или поклонување на Аллах, и тоа е нешто што он се обидува постојано да не одлече да тоа го занемариме и со тоа да сториме нели она што он не можел да го стори на човекот. Исто така придржување, значи кои се методите, ќе ги објасни подоцна братот, значи она првото само ќе кажем придржување на Куранот сунетот, второ барање помош само од Аллах, значи само од Аллах да се бара помош, она и јаке на буду јаке на стеин. Трето зикр, спомнување и величање на Аллах. Четврто зикр исто да кажеме дека тоа се оние дови, имате Хиснул Муслим, има едно место кај што се учат тие молитви за заштита или молитви кои што ние треба ги правиме постојано за да бидеме заштитени и да имаме заштитата од Аллах и да бидеме потпомогнати, нели? И тоа зикрот вика ќе го отрга шејтанот се дека срцата бидат исполнета со страв и богобојазност. И ако има богобојазност и искреност, значи толку ќе има вредност тој зикр, значи тоа нема да има ако нема богобојазност, само да ги спомнуваш така, тоа не ти користи. Исто така кога се јаде и пие нели тие дови, кои излегуваме дома, исто така и значи четврта работа е да се бара заштита од Аллах. Значи истијаза е да се бара за сонешта кај Аллах џелешану, значи од секое зло. Тоа е уздубилјах мине шејтани раџим, нели кога ќе учиш Куран, кога ќе влеземе у било кој или у некое место кај што треба се при стапувању намаз, пред да се влезе во нужник, во некоја долина куќа, пред да се значи кога ќе чуеме некој куче да лае, тоа што нели одредени сунетски, како ги викам, значи практични работи што ги прават пред некој се селува, ние ги споведуваме и знаеме дека тие исто така не се заштита. Понатака да се учи Куранот почесто, значи со тоа исто така и одредени нели аетул курси, кул вала, фелек, нас, исто оставам на братот малце подобро да го објасни, значи ние да не присуството во џемат, значи тоа исто го држи шејтанот понатака, нели вика имаме еден интересен хадис кој што в денешно време доста треба да го знаеме и да го применуваме, вика еден јавач е шејтан, вика пратеник се селем, два јавачи се два шејтани, три јавачи се дружина, значи тие се друштво, тие се џемат, значи двата и двајцата се сами кога се прават белја, кога еден човек највише прави белја и ние као луѓе треба да знаеме дека самотија да луѓето вика знае патеникот, да луѓето знаат што е самотија, ни еден патник, ни една ноќ сам не би одел на патување. Значи сам. Друштвото е милост, а самотијата е патња. Видите. Понатака чување на погледот, јазикот, нели, избегнување на осамување со жена која што е странкиња, која што не е која. Понатака тргање на звоно од домовите, тргање на сликите, киповите, не држање на кучето во дома, избегнување на зевање. Се ова ќе се објасни, значи само на кратко се кажувам, избегнување на журба, на брзање. Лечење ќе објаснуваме при обавување на молитва, при спиење, кои дови. Тоа све ќе оставам на братот, практични, значи примени, ова све теорија, значи збориме, весвеси исто имаме, шејтане, лечење на весвеси, значи, сега, лечење од џинско шејтанско делување, значи, овие заштита од џини шејтани, завршавме со ова, лечење од џинско шејтанско делување, значи, имаме шејтански допир, шејтански
допир, еве таа точка. Врсти на тие шейтански допири. Значи имаме преобразување на джините. Значи джините кои што може да се менуваат облици и може да попримаат изглед на шкорпија, на камила, на крава, на овце, на кој, на мазга, на магари, на птици. Значи гледате и значи на облик на луѓе и на предмети дури. Значи ова е денеска тоа што луѓето многу ги буни, значи ви кажат што е тоа што се појави, па не е човек, па ова, па оно. Значи може да биде джин. Значи джинот или шејтанот може да биде да се појави. Има многу бројни хадиси, нема да се задржуваме на тие хадиси. Тоа е у книгата, значи рековме превентивна заштита и лечење на Куран и Сунет. Исто така може джините да бидат и облик на змија да излегуваат пред луѓе. Но кога ќе се најде таа змија, знаете, ако е во куќа, не се убива веднаш. Значи не се убива зашто? Затоа што може да таа змија биде джин муслиман. Тоа го знаете, тој хадисот. Има начин избркување, тоа нема потреба да го знаеме сега, пошто ретко кој денеска нашол змија, али кој најде да знае да само у куќа не се убива, друго место кај да најдеш у тепа е уопште нема мисли. Сега причини на джинскиот допир, Шех Ибн Тајмија вели, джинскиот допир кај човекот може да биде од страст или од љубов, како што луѓето тоа го прават. Се случува да човекот и джин склопат брак и од тој брак да се роди дете, тоа е раширено и познато. Добро, значи при заљубеност, при неправда, само да ги набрам братове, неправда на джин према човек, да го допире без никаков повод. Врста на джински допир, значи има потпун, телемичен и траен. Тоа се врста и привремен допир. Лечење, ќе објасни сега братот, нема да се задржувам. Јас ќе му сеам сега преку, се надевам ќе го чуете и вие. Салам алейкум рахметуллах. Салам алейкум. Алейкум ассалам ва рахметуллах. Ме слушаш ли, брате? Алейкум салам ва рахметуллах. Значи одиме во живо, се надевам дека до сега си не пратил, може да намалиш таму, пошто нема да чуеш ако ти иде дупло да не те буни. Значи, да. Ме слушаш ли, брате? Одиме лайф. Салам алейкум. Ало. Салам алейкум. Салам алейкум. Најверојатно грешката е уклучен ми палтогот преку телефонот, ќе пробаме директно сега пак преку Вибер. Мислам дека нема да има проблем. Само чекај. Салам алейкум. Салам алейкум. Добро, малце, не знам, прекен имаш у линијата, значи битно е да се намали само тонот ако има звучник, пошто нема потреба да не се создава дупли глас. Добро, одлично. Значи, зборевме за непротет сега, моментално не знам колку се вклучени, али важно да ово одиме онлайн, значи идеме во живо. Значи темата знаеш која е, практични, значи наводи. Јас си реков дека ќе поставам некои прашања, значи во врска со ова.
првото прашање вика дали исцелувањето на џини од телото на болниот е поради оној кој што врши руќата или други се причините. Значи едното, второто како еден да се заштити од тие влијанија шејтански и дали може да се лечи секој и секого и дали велата му се, значи му се прима или така. Прашање беше нели исцелувањето на џини од телото, значи како беше тоа? Исцелувањето на џини од телото на болниот и поради она кој што ја врши руќата или други Так, се кои се причините? Ока, аузу биллахи минеш шејтанир раџим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил алемин. Ва салату ва саламу ала расулилlah. Прво Аллах го заблагодаруваме за све на овие благодати кои што ни имат подарено. Нели, него го величаме, од него помош бараме и опрост. Нели, сите селами, значи, поздрави, значи, како да кажам на македонски. Значи, него, значи, на посланикот Мохамед се му праќаме и на сите они, на другарите негови, на сите они кои што го следат овој пат. Значи, вака се. Најбитната работа, нели, првото прашање беше за тука е значи искреноста е најбитната работа тука. Се работи значи за искреност. Ако има искреност, тој што прави руќа, нели, Аллах спушта тука негова милост и нели болниот тука, на болниот му влијае тоа што му се чини руќа. Нормално дека му влијае и се зависи од болниот самиот. Ако тој болниот, нели, има верување и е убеден во тоа, нели, дека постои Бог и такви работи слични, тогаш има влијание во тоа. Има влијание, има многу, значи, тоа се десило во практика, се десило дека џинот го има напуштено телото, нели, читање на Куранот, кога се чита, нели, тие не може да го трпат тоа, бидејќи се тие Божји зборови и тие се такви спорења кои што имат од нив, кои што го напаѓа човекот, негираат. Го имаат негирано од Божјиот збор и кога слушаат Божји зборови, нели, од ајети, од Куранот, цитати, тогаш тие се плашат. И имат од нив, го напуштаат телото, ама тоа све, значи, зависи од самиот тој што прави учи други. Све зависи од него. Како е тој, дали е тој спремен, дали е богобојазен, нели, намазите ги кланјат се на време, со джема треба нормално да бидат и тој предпазлив. Значи, чување на моралните работи и све така натаму сега да ги не набројам, дека се многу причини, нели рековме дека се многу причини има, али ете една причина е, значи, треба да биде богобојазен и искрен. Искреност е најбитната работа. За да има, нели, Влијание. Влијание, да. Брате Имче, ова, да, сам продолжи, не е проблем, него се слуша така. Тоа прашање ли што беше најбитното, еден да се заштити од чинот, Така. шејтански и влијанието. Значи, што е најбитното? Како во хадисите преданијата од посланикот салаллаху алейхи ва селем што стојат, ако е еден, шејтанот е вториот со него, нели? Така. Ако се двајца, третиот е шејтанот тука прави раздор и значи знаеме третиот и тогаш уште шејтанот бегат. И тоа со кого? Со луѓето кои што се богобојазни, кои што се кланјаат намаз, богобојазни седат со луѓе кои што кланјаат намаз, зборуваат зборови кои што Аллах е задоволен, нели, кај што се спомнува Аллах. Така. Тука чиновите, нели, бегаат тие шејтаните. Тоа е второто прашање, а третото можете пак, мислам, не знам кој. Значи, третото е дали секој може секого да лечи или има услови, како тоа се поставува и дали е ослонецот, дали... Третото, дали секој може? Може, све зависи, нели, зборевме како од првото прашање што беше, да е искрен. Значи, да знаат Куран да учат, да читат Куран, нели, и да знаат што чита. Тоа е најбитната работа. Так. И да биде предпазлив од, нели, од харамите, од забранетите работи кои што Аллах ги има забрането во Куранот, да се пазит од тие работи, нели, и може тогаш да учи Куран. Значи, например, едното најбитното што е најчесто кај нас што се дешава, има луѓе кои што пушат цигари, кај нив е забрането строго да читат други или да учат Куран на болниот. Може тие самите да се нападнат. Значи, тоа е една причина кој што тоа го гледаме кај сите, значи многу мина има пушат цигари, а кај
не го знаат ова. Сега нека го знаат дека цигарата е тоа што рече, нели може секој да чини, да учи другиот, без разлика дали женско или машко, али женското може само на женско. Машкото е само за машко, може ли за женско, само на присуство со мажот или махрем. Да. Овие се, значи, мислам дека тие три прашања, дали има уште некој прашање? Кои се некои симптоми кои што ги препознаваме кај луѓето дека имаат магија кај нив и како препознаваме сихрбас? Значи, овие две накратко, мислам од праксата, како луѓето треба да препознаат дека... Како можеме да ги препознаеме тие кои што се со сихар, нели? Да, со магија, да, различно. Урок и магија, нели имаме? Често кај болните, нели, се појавуваат нели, кај болниот често се појавуваат повеќе, значи, губење на она, како да кажам, она губење на свест. На свест, понекогаш, не да, да. Понекогаш губење на свест и губење на контрола на зборовите, нели? Да. Зборуваат повеќе него ли што треба и губење на контролата, нели? Неконтролирано зборење, така. Да, зборува нешто, кажува нешто, после века не сум го кажал. Тоа значи тука се симптомите кои што можат, али во моментот кога се чини другие, значи тука нема многу, знаеш, може и да со некои дови кои што ќе се направат во моментот и одма почнуваат да реагираат. И од со првото учење на суре Фатиха тие одма почнуваат да реагираат и чинот почнуваат да зборуваат тогаш. Така. И значи тука треба се почесто да се учи Куран. Која сура највише влијае? Сурата е, више знаеме, сура Бекаре е тоа што дошло во хадисите, преданијата на посланикот саллаллаху алейхи ва саллем, кој што рекол во една куќа кај што се учи сура Бекара, значи шејтанот, џаволот не присуствува тука два дена. Значи, ако се учи еднаш, ако се учи нон-стоп, никогаш нема да дојде во таа куќа. Без разлика ако е тоа таа куќа или мало, било село, било град, тука не присуствува, значи. Џаволот не присуствува во тоа место. Значи нема му пречи Куранот, му пречат зборовите на... Овие работи што ги спомнавте, спомнаме, ништо не се дешава без Аллаховата одредба. Значи Аллах ако не сака, ништо не може да се деси. Али ние ги земаме причините, нели? Како што ни рекол посланикот саллаллаху алейхи ва саллем, значи ако значи првата е сура Бакара, што почесто да се чита, да се учи во таа куќа, нели? Да. Тоа е значи првата причина. Вика еден брат вика болен клања намаз нон-стоп, но го губи абдесот, не може да клања, многу проблеми има со тоа. Дали со слушање Куран, дали како да постапи што е болен, значи нон-стоп клања, но губи абдест, не може да клања, значи губи од најверојатно испушта гасови, тоа мисли. Сега дали што е тоа да го зацврсти, валјда имано, тоа е дошепнување, сега не знам барем како тоа да го... Сега не значи дека секогаш такви работи ако се дешаваат е одма директно нападнато. Може да е нападна, али тоа константно. Некогаш се напаѓат, некогаш не се. Мислам, може да биде нападнат во овој случај, али не значи да биде дека е некој му има направено магија. Туку може да биде од урочење. Најчесто овие работи се дешаваат од урок. Овие се знаците на урочењето. Како настанува тој урок у практични примени? Има ли нешто поврзано со џинско влијание или е све... Да, тоа е со џинско влијание, нели све овие што ги спомнуваме, све е со џинско влијание, нели? Овде учењаците што имаат откриено на овие работи, значи ние да зборуваме сами што тие што имаат откриено дека првото е, значи се зборува се ова под влијание на џиновите. Значи сихрот, магијата, значи урок, така, душевни болести, значи стрес, све ова е под влијание на џин. Све е под влијание, значи после дали имат и други работи. Сајер имаше, сајер, како вика тој сајер, исто тоа сум чул. Сега тие што се невидливи, значи овие работи се невидливи, науката не може да го препознае ова. Науката не може би дека тој свет е невидлив свет. Тоа што имаме, знаеме нешто од Куранот што Аллах не ги има спомнато и посланикот се према хадисите, преданијата негови, и ние толку знаеме. Тој живот, нивниот свет за нас е скривено. Ние не го знаеме, али дознаваме преку преданијата, преку работи, преку практика, нели?
Така. И во практика, нели, ние тука се гледаме, прашуваме, нели, го прашуваме болниот тука во преку нивна уста, преку нивниот говор. Женот кажува дали со сихар е влезен, дали со урок или не знам што, така натаму. И тогаш ние преземаме мерки, учиме тие ајети кои што се за урок, кои што се сихар, повеќе ако е за урок тие ајети почесто ги учиме, за да што побрзо го напушта телото, се ослабнат, прво ги ослабуваат, и после понатаму му се предава да се дава терапија на болниот. И според тоа, нели, Што е состои таа терапија? Не знаеме точно кој ден, али недела, 2-3 недели, еден месец, само Аллах кога сака. Ми ги земаме сите причини, додека джинот го напушта тело. Ова е. Од твоја пракса, што е најдобрата причина? Да човекот сам нешто или да чека други? Како му даде? Па најубаво би било човекот сам без да барат од некого. Значи, ние знаеме како што посланикот саллаллаху алейхи ве селем рекол, немојте да барате да ви се чини руки, да ви се учи руки. Значи, тоа е наслонување веќе. Само гласот вика дека се изгубил. Чекај, ајде повторно. Се слуша? Да. Само да видам. Добро, вика добро се слуша, може продолжи. Значи, најбитното е да самиот болниот да не барат да му се учи рукија. Да не барат самиот, туку може другиот да инсистира, да го земет и да го донесе да му се учи руки, а самиот не е убаво, не е дозволиво, не би било, затоа што веќе тогаш почнуваат тие наслонувањето на човекот. Ние сме само една причина, луѓето само причина за да се лечи човекот, али Аллах е тој што лечи, нели? Да. Аллах е тој што лечи. Луѓето се причина. Ние ги земаме сите. Може ли вака некој рецепт за една терапија, нормално користејќи пратеникова медицина и секој што секојдневно може да го користи да се заштити, некој твој рецепт овака што го даваш од пракса? Рецептот, нели, ние од наш ум ништо не земаме, не ставиме туку, тоа се преку преданијата посланикот саллаллаху алейхи ве селем кој што ги спомнал. Најбитната работа што века го рекол во хадис, посланикот саллаллаху алейхи ве селем, барајте лек, нели, во овие три работи ствари. Значи првото е медот, второто е џамејата и третото е икејата, тоа горење со оган. Третото посланикот саллаллаху алейхи ве селем не го преферирал, али овие две. Хиџама, тоа е хиџама. Да им објасниме, значи зарезивање односно со купица или како му даја, тоа е со чашки што се работи, да. Тие чашки се извлекува една да речам. Може ли комбинирано да се прави тоа? Значи комбинирано хиџама со учење Куран и со мед. Не. Хиџамата се прави без учење Куран. Значи, може прво учење Куран, па после хиџама. Ја овие ги спомнувам со преданијата, нели? Па после бараме кои што се спомнати во хадиси. Тоа е сидр, некој кажува дека е лотусово лист, ама некој вика дека не е лотусов лист, тоа е сидр, само во Јемен има. Има и во другите тропикални земји таму. Али ние знаеме дека има во Јемен тоа, тие се 7 листа кои што рекол посланикот сасем, кои ги нели се земат 7 листа и тоа е као терапија секој ден, се става во вода учена, па после се миет, нели? Така. 7 дена со ред со таа вода учена. И така, значи овие се едни терапии кои што ни кажал посланикот за урок и за сихар. После имате едни хурми кои што се во Медина, се викаат хурмите хаджва. Аджва. Хаджва, да. Секој ден по 7 комада да се јаде. Вика кои овие конзумираат по 7 хурми на ден, нели? Така. И многу болести, не се спомнува само сихрот, али и многу икс болести, за многу икс болести. Помага, значи да се, да. После тука, нели, впаѓаат и овие другите кои што се апето се одат, значи црното семе. Така. И Дали лечењето има врска лечење, вика прашање, ако учи преку Куран, уживо, сега ти се уживо, има ли врска, дали поише делува или ако е, например, си пушта Куран, има ли разлика нешто тоа, дигитално? Да, има разлика, која е директно вака. Без, значи има многу разлика, има многу влијание, повеќе влијание. Да се учи, значи рукја, во присуство да биде тука. И нели тој што учи рукја, има повеќе влијание. Так.
например, сега ти ако изучиш, ако е некој болен, пример, тоа би го почувствувал, али може, например, некој тоа и да го прави сугестивно, например, да помисли нешто, дали значи е препорачана таа руќа која што е пробна руќа. Нели јас читав дека тоа е некоја новотарија и така натака, дали има тоа врска или... Па да, тоа е новотарија, нели? Ние не одиме ништо со без да се консултираме со поучени од нас. И ги прашуваме тие, тие ни објаснуваат како оди таа. Значи тоа е новотарија, нешто никој не правил претходно, значи од другарите на посланикот Садасем никој не да направи тест за ова работа. Туку самиот ќе почне да учи да читат, да учит Куран, да слушат Куран. Ако има нешто така, има денеска има многу преку интернет и можеме да обараме многу руки и различни работи. И да направите самиот, дека слушат, тогаш ќе види самиот дали е болен или не е болен. Така. Тоа е работата. Ова може ли значи терапијата што не кажа, да ни кажеш колку време значи би например би требало да јаде, дали секојдневно треба тоа човек да го прави или штом се излече треба да прекине, да не прави, има ли нешто хикмет до тоа? За лечење со мед, со црно семе, со тие работи. Значи дали е препораката твоја да прекинува или да продолжи човекот? Па болниот ако е болен, веќе урочен ако е. Така. Најпреферирано е да продолжи. Значи полесно може му се врати тоа, така? Да. Повише едно влијание. Да. И седење, дружење со луѓе кои што се били кои се кејаваат нала, да. Седење со нив, дружење со нив. Или знаеме во хадисот рекол посланикот Сасем. Знаеме дека има хадиси многу и причини многу за ова. Така. Тоа е. Еве само уште некои прашања кои има. Ако не, јас им навестив дека еве гледам дека има 9 или 10 кои што пратат следат, значи алхамдулилlah, значи ги интересира луѓето, иако темата не беше многу најавена денеска, само кој што сака ќе има и сигурно реприза што ќе се погледна, зашто ова покрај овој џински, да кажам, невидлив шејтански свет кој што сака да награти, има и друг свет, еден светот на ангели, на мелеци. Може ли нешто околу тоа да ни кажеш на кратко? Ја мислам дека тоа би било најубаво во некоја друга прилика, бидејќи долга е темата, така. Долга е темата, да. Долга е. Добро, јас ќе им најавам, еве и ти си одеве по прв ова го правиме, али иншалла ќе биде почесто, зашто имаме еве и утре најавено, значи предавање, ова официјално ексклузивно пак иде. Значи утре доаѓа професор Шејх Али Шабани, професор по исламски науки. Значи неговиот дерс на македонски ќе биде предавањето вечер, само ќе се договориме, ќе биде знаењето и Ја мислам дека би било многу подобро да му поставуваат прашање на професорот негови. Значи ќе има сигурно прашања и за него, но значи почнуваме еден сет, да кажам, на дерсови секоја сабота или недела, ќе видиме зависно како ќе видиме, значи тоа ќе биде ексклузивно, значи почнуваме од првиот услов, знаењето. Така да, иншалла, и овие прашања дополнителни, што се сигурно и на нив, а и овака дружење ќе имаме повремено, сепак тие што се со поголемо искуство, колку и да е, друго е да прашаме некој што бил у пракса, влезен у некој работи, него да дозволиме секој секаде оди, зашто ова е пракса. Имаше една сестра пред 2-3 месеци, прифати ислам, она одела кај сихрбази, кај магионичари, да се лечи, не сваќајќи погубноста на тоа. Значи, ете, тоа, ако можеш да ни кажеш кои се тие знаци и да завршиме вечерва, како човек да препозна еден сихрбаз, значи, веќе еднаш кажа да не се осамува, ако се осамува, значи има нешто што он го прави и го обележува како сихрбаз. Па, вака сега, посланикот саллаллаху алейхи ва селем ги забрана сите тие кои што одат, значи како да ги препознаеме бајачите или, да речеме, сихрбасите. Века тие кои што со своји раце пишуваат, или пишуваат по некои ливчиња, ги забранил посланикот сасем кој оди тука. Талисмани. Това за муслиманите. Кој што вика за себе дека е муслиман, оди тука, чинел неверство. Кој што оди, не знае Хиова. Или? Да. Значи строго е забранено да се одат кај тие што пишуваат по ливчиња и прават мајли и такви работи. Хороскоп исто тука влегува у тие. Хороскопот е више тоа е позната работа, сите го
го знаат, али за овие работи, мислам, хороскопот е строго забранет точно. Али за овие работи, амајли, кои што луѓето викаат дека петнато, дека ова е исламско нешто, муслиманите тоа го прават, или ова е вака, не е тоа точно. Тоа е строго контрадикторно овој. И строго е забрането да се оди по тие работи. И ние ги препознаваме овака, дека тие во наводници викаат дека се оџи или не знам, некакви верски лица. Не е точно. Ели, пишување на амајли и слични работи. Со самуваат, со жени сами, без махрем. Да, тоа е Не многу гледаат забрано. дали е, да, на шеријатски прописи, така. Да. Друго што може да се каже као белег, поготово прашуваат за име, прашуваат некои детали од живот, гледаат исто. Јас сум чул дека ете доаѓа, вика, абе ми го знае името пред да влезам, нели, ова. Па, знаете, името бидејќи му кажуваат чиновите, му кажуваат кој влагат, кој изгладат. Значи мора да се работува со нив, неверојатно. Да, тој се работува со чинови и тие му кажуваат кој влагат, кој идет, кој е со име, со презиме, све тие, нели? Тие се такви случаи. Може ли обичен човек да се работува со жени? Има ли такви луѓе? Имам еден слушател, мислам, кој што ми кажуваше еден прилика, вика ми доаѓаат ноќе, едни усветлост. Ја, Дали- види брат сега, поубаво би било, Да. нели, кога ќе дојде професорот утре, мислам така речевите, Так. има предавање, нека се поставуваат прашања на професорот и поубаво ќе ги објасни. Не, моабетот ми од праксата, бидејќи он ми постои јасно дигресија, вика ми доаѓаат. Не е ова од праксата, туку ова е од праксата ја ви кажам како тоа е. Значи, Дали може да е ангел тој што доаѓа на некој да му збори? Може ли ангел да доаѓа? нема такви работи. Не. Значи, најверојатно е джин, шејтан, така. Ангелите само на посланиците им доаѓале. Ангели на луѓето, како нас не. Али више нема посланици, тоа да им се каже. Па кога нема, ако нема, не ни доаѓа. Добро, Значи, така, се надам дека тука е такви работи, да. да, тука е тој слушателот не праша еднаш кај вика да му објасниме барем колку што ние можеме да знае, Да го награди него. да го упати прво, пошто и он не го знае исламот уште, али тука е, значи нов е, Не да. дала да го упати, да чиниме дова за него. Амин, амин, да чиниме моли да го молиме Аллах да го упати. Важно, кој се труди, кој доаѓа, значи кој го интересира, нормално ќе го најде патот. Значи човекот мора да е предпазлив, зашто има христијани вика ми дошол Светиот Дух, сум го сознал ја Бога и така, значи тоа е неверојатно джин, шејтан кој што Овие се свечинови кои што манипулираат со луѓето, со обичните, со луѓето кои што нема знаење во врска со ова. Нормално, кој што има знаење не му се приближува. Овие се све работи кои што се джински работи, џабовски работи. Има појава сега у Запад е уште ова, само што гледам да не остане неодговорено. Има едни луѓе одат по вода, по воздух, по не знам, прават. Сите тие соработуваат со джинови. Сите тие особи тие луѓе, значи соработуваат со джинови и сме светоци и гледаме каде тие ги прават тие дела. Значи се прават таму каде што апсолутно не се учи Куран, нема Куран, значи по местата кај што се прават толку големи гревови. Неверство пред себе, Аллах. Неверство. Гревови, да. Лас Вегас. Можда ги во Лас Вегас и не знам кои градови таму кај што се Баш така, најцентрално. и таму чиновите се повлијателни и појаки се. Добро, Аллах да те награди. Мислам дека нема више прашања, бевме колку можевме исцрпни, кој нема, значи кој не го дослушнал, нека си го врати, а има прашања. Ајде, пошто не верувам братот дека го задржавме дош. Дали може джино да нападне на другите дома, пример на мажот, децата, може ли да прашате? Дали, ако едниот е во ред? Може, ако се во иста куќа живеат заедно, може да бидат нападнат, али нема да бидат влијателен како што е, например, на тој што е Намене. на намене, да. Може да бидат нападнат. Со главоболки, нели често главоболки и некои чудни работи, такви работи. Може да биде, да. Вика уште едно прашање, дали мора болниот да има абдест кога слуша рукја? Па не е фарз, мислам, али сега препорачам. Но тој што му се учи рукја не Не е фарз, али не е фарз, али
препорачувам да има така. Да биде подобар ефектот, така. Значи да биде избањат или со абдест или избањат со абдест, да, абдестот или нечистотиите да ги трне, да. Зошто нечистотиите се поврзуваат со жените? Нели имаме и хадис некој се чиновите самите седат во нечисти работи. Чиновите се такви сушества кои што седат по кај нечисти места. Нивните домови се така Нивните домови се таму кај што е нечисто. веќе Да не ги набројуваме. Да, јасно. И со тоа се хранат, мислам со изме дека се хранат од живот. Така да луѓето знаат дека кога ќе дојат нели овие трагачи по злато, по одат по тие пештари, па вика ги и на ненаселени места одат, темни места сакаат. Значи луѓето тука имаат да. Има ли прашање? Ако нема го прашање, значи што значи допирот на џинот и дување во телото? Како дување? Мислиш што дова? Ова по пракса, значи кога дуваш неверојатно човекот со дови со ова во него, нели, кога се кога се чини рукја? Да, зошто се некој гледам плюцка унутра у него со што тоа се прави, прашува? Тоа се прави бидејќи кога се учи Коран, нели, и со плювачка, нели, плювачката е мокро нешто и тука Коранот со таа плювачка му се дува на болниот и тогаш веќе дават нели знаци дека нешто го му пречи на џинот, нели? Така. Тоа му иде како оген, нешто така. Зашто да, Коранот го гори него, да. А и ова се збор Голи плюси малку плювачка така како што иде по хадисите на посланикот. Вика, не, кога слушам рукја, ме дува џинот во телото. Да, така и се чини на таа. Може он лади овде го гори. Многу има такви работи кои што се прават џиновите. Прават многу... Така, весвеси. Да. Ама и весвеса, не мора да значи дека е така, може би он... Да. Али да не е па тој што го прави тоа, да не е џинџија некој малце сирбац, значи поврзан со тоа, можно е он да го појачува, па сега, ја не знам сега како доаѓа тоа, ако е... Не, џинот, тие се све работи од џинот. Се џиновски работи се тие. Значи, и да е не шеријатски далече тој, и да има грешки, може има добра намера, али неправилноста, значи ќе го појача џинот, така? Да. Значи он ќе има подоцна, иако моментално може би да има подобрување, да мисли дека 2-3 месеци подобар, после на подолги, како да кажем, значи он го уништува и животот негов и не може да има хајр, значи од таков човек кој што го прави, значи тоа да им се каже на луѓето, иако некој виделе, викаат бев, тој ми направи добро, вика. Че да им се каже дека тоа што е добро, тоа е фактички лошо, може би му го зел намазот, иманот или не го упатил. Имаше една вика, тој ми викаше, а христијанка, никојаш не ми кажа дека треба да стана муслиманка. А муслиман, демек, тој. И сега викам, па што те учил, па вика, тоа, вика, што не си останеш у својата вера? А ја му викам, треба ли да стана муслиманка? Значи, сака да каже дека, ете, тој што го прави, не само што луѓето не ги учи на хајр, на добро, него... Да. Значи, прашањата еве сега уште ова, како да почне убаво да појасни уште еднаш, ако сака, значи човек што е болен, што има симптоми, големи од болен, како да се лечи. Сега и друго прашање, види, не можеме, значи, цела вечер ќе изгубиме. Друго прашање, ако навечер џинот раби каба, ова се многу прашања, не разбирам прашањата, видите, значи прашањата утре и се доаѓа и оđат. Ја мислам, брат, кога утре навечер мислам дека ќе биде предавањето, професорот многу подобро ќе ги објаснува овие. Така, значи, али прашањата ве молам, значи, да. Прашања и ќе бидат поинтересантно. Да, мислам да ги појасна, да. Ја некои работи ги кажувам кои што сум ги практично доживал, да. Во практично. Так. Али професорот ќе ги објасни малку поопширно овие работи. Би било подобро утре навечер, ако има предавање, да му поставуваат прашања на... Дали за руки е препорачано да се земаат пари и кои се услови за човек? Значи, кога веќе прави,
значи не е тоа баш лесно, значи тоа е многу тешко и поготово у денешно време приметуваме многу се откажуваат, не само што се откажуваат, сваќаат која е погубноста, бидејќи е многу тешко. Дали жените му штетат на тој што прави, значи на подолго време, има ли такви некои? Па сигурно ќе му пречат. Ако не е спремен, ќе му пречат. Ја нели ги спомнав првите, значи причините треба да ги земеме, да избегнеме од пушење на цигари, седење кај што не е дозволено исламско, каде што музика, така не. Не шеријатски музика. Мешање мажи и жени исто така. Мажи и жени, така. И слушање почесто Куран и учење Куран. И нормално дека ќе биде појак и тој што ќе учи руки. Така, така. А дали се зема пари, нели беше прашањето? Да. Се зема пари, има аргументи. Посланикот саллаллаху алейхи ми кажал, се земат пари само за тоа време кој што го нели така. За тоа време, значи во одредено време што надвива еден сат, колку е значи кај нас да кажеме па да, колку може да се зема, значи ако е сат време, два сата, тука да не го оштетиме болниот. Ако нема, тогаш и нема ни да даде. Так. Не е само битна работата, не е битно само пари да му земеме. Туку, ако има, ќе даде за тоа време, нели? Знаеме просекот кај нас колку може да биде 500 до 1000 денари или нешто така, помалку. Ако нема пари, нема да даде нешто. Плюс и терапијата, нели таа што е, значи влегува тоа така. Да, влегува. Значи не е тоа ништо, огледа касир базите, они викаат не земаме, ама јас знам од примери, значи луѓе да се кажуваат, цели богатства даваат, да. Сир базите се манипуланти, тие така викаат, овие даваат пари секој што одат кај нив. Така, така. Дали се земат нешто што може, значи просекот колку е за сат време на работа, може 200 денари, 300 денари или 500 денари, зависи како е, колку бил. Да. Добро, значи ги отворивме и овие табу теми, зашто луѓе, знаеш, озборуваат докола не ги сваќаат, значи овој според хадисот на пратеник се селем, кога отишол тој со рукјата, нели, овци кога му дале тоа селото. Да, овците му дале, да. Знаеме дека пратеникот јадело таа овца, дека не е забранено, значи таа пара. Значи таа противредност, зашто и тоа е еден врста шифа, лек, значи човек кој што се бави со лечење. Но не секој не смее да се бави, нити секој смее, освен мора да се усовршува, нели, мора да нонстоп да тука има курсеви, па подоцна се иде уште на истражувања. Значи тоа е една наука, да кажам, која што Добро, брат, Аллах да те награди. Утре, значи, рековме прашањата само да ги спремите. Значи, немојте овака прашањата ми пишувате несредено, па ова, па се враќате. Значи, децидни кои се прашањата, па ако треба и на писмено ќе ги одговориме на сајтот povikomvistinata.org. Значи, знаете кој е сајтот, значи, и одговара на прашањата, по слободно тоа не е нешто тајна да се одговори. Сепак, ова е и тема која што и утре ќе остане предавањето, иншалла ќе го имаме на блогспот и на сајтот ако треба. Важно, и утре продолжуваме на македонски, шејх Али Шабани. Джазакала, Аллах да те награди, брат Имче, значи си потрошил време овака да и прес. Слушателите, иншалла во некоја друга прилика ќе бидеме постремни и ќе им одговараме на сите прашања. И друга прилика, рековме, одиме светот на мелеци, на овие подобрите. Салам алейкум ва рахметуллах. Аллах да те награди. Исто до вас, субхана хамду ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Аллах да не опрости гревете, да не упати и да не собере у џеннет, иншаллах. Алейкум салам и тебе, ефенди. Значи, братот, најде време, алхамдулилlah, што се јави, што се загрижи да, ете и вие добиете одговор. Колку толку се потрудивме, па понатака, вие давајте предлози, што сакате теми, ќе викнеме ако треба некој стручник од одредена област и ова ќе биде малце
поизложено, значи за било која тема, па давајте и предлози. Мислам и за тоа сме тука. Значи онлайн светот е голема работа, можеме сегде секогаш да допреме да се поврземе, а има овде луѓе од Кавадарци, од Скопје, еден од Струмица, еден од Шведска, знам дека е тука. Значи има 10 луѓе од разни места, а плюс можете ова и да го последите понатака. Селам алейкум ва рахметуллах, Аллах да награди. Се слушаме.